Ако минатите 2 години пречка за летен одмор беа ковид рестрикциите, оваа година двоцифрената инфлација и бранот по скапувања ги предомислија граѓаните. Пари се нема да се платат сметките и да се преживее, а не да се одвојат средства за патување. Летниот одмор стана луксус. Сред летна сезона, а македонскиот главен град е полн. Граѓаните со кои разговаравме велат дека не е веќе како порано и дека оваа година немаат пари за летување. Од туристичките агенции потврдуваат. Цените на аранжманите се за 10 до 15% поскапи во споредба со минатите 2 години. Ова лето ќе одите ли на одмор? Тешка работа, тешка. Сметате ли дека граѓаните имаат пари да одат на одмор оваа година? Не. Нема. Многу е скапо. Немаме пари. Парите се проблем. Пензионерите имаа мала пензија, вработените имаа мала плата и нормално дека не може да се иде на одмор, како што сме иделе порано. Да, цените се превисоки. Плативе се мали. Годинава нарочито поради ова кризата голема богумина не може да оди. Поради ова тешкотија на животот, нели така големи цени на тоа, можда веројатно и тоа им одземал пари од буџетот што треба да идат, ме разбираш? И можда ова година нема да идат. Туристичките оператори со кои разговаравме велат дека летните аранжмани редовно поскапуваат од 5 до 10% годишно. Но оваа година е уште подраматично. Цените точно дека се покачени, посебно заради тоа што во почетокот на оваа сезона имавме и, односно пред почетокот на сезоната веќе беа оние најави за зголемување на цените, како и посебно цената на горивото, така што тоа секако влијаеше на аранжманите, како што се цените на авионските билети, цените нормално на транспортот, но во принцип самите сместувања и самите, да речам, локално таму нормално ресторани, нормално кафулиња и така натаму, секаде имаме најава дека се зголемени цените. Оттаму додаваат дека оние кои сепак решиле да летуваат оваа година, најчесто се одлучуваат за егејските плажи или за Јадранското крајбрежје. Ова лето македонските граѓани кои можат да се дозволат летен одмор најчесто ја избираат Будва.